Овдека заедно со градоначалникот на општина Чаир, заедно со директорот на Скопското јавно предпријатие Паркови зеленило, во соработка со Театарот за деца и млади, можеме да најавиме отварање за прв пат на една детска инсталација овде во општина Чаир, општина која што е најгусто населена, општина која што во известна мера досега беше или била заборавена од градските власти. Вакви детски инсталации постојат на Водно, постојат во градскиот парк, постојат во паркот Македонија, меѓутоа за прв пат отвараме на така наречената онаа страна на Вардар, бидејќи јас секога зборувам, за мене сите луѓе се еднакви, без оглед на нивната вера, нација, едноставно сите се жители на Скопје и токму заради долгогодишната или повеќе децениската, ако сакате, негрижа за овој дел од градот, овдека луѓето не ги уживаат во целост можностите кои што градот може да ги даде. Градот Скопје или Скопската котлина нема административни граници, во не заживееме сите. Развојот на сите делови на градот подеднакво ќе придонесе секој од нас да има и поздрава и понормална урбана средина. Овдека го реконструиравме паркот на улица Дижонска, гледате дека е започната реконструкцијата овдека на паркот околу оваа детска инсталација Чоколадна куќа, веќе ни е готов лавиринтот, ќе продолжиме со реконструкција и со изработка на паркот. Ваква дисперзија на културата, на културни настани, особено за нашите најмлади, за нашите најмили, ќе вршиме низ секое населено место во градот Скопје, затоа што Скопје и заради својата големина, меѓутоа и заради навиките на живење станува полицентричен град, односно град каде што луѓето живеат во повеќе центри. Овдека веќе знаете дека градот ја води инсталацијата, изработката на булеварот Босна и Херцеговина, булеварот Христијан Тодоровски, Карпош, во тек е проектирањето на тунелите на Вардар. Очекувам дека на тунелите под Кале, очекувам дека со таквиот вид на активности на градот ќе го изедначиме можностите на граѓаните на градот Скопје. Благодарам.